И поздравители, јас сум Стефан Каналцев, кој што можете да видите денеска ќе ги оговараме закони. Сите знаеме дека од ден со ден доаѓаат нови закони. И 80% од законите кои доаѓаат немаат никаква смисла. И ги заменуваат старите закони кои до некаде имаат некоја смисла. Исто така постојат и закони кои се буквално бизарни и смешни колку се глупи. Ние денеска ги обработуваме тие закони. Ајде да започнеме, учивајте во видеото. Во градот Вилбурн забрането е да јавате грд конј. Закон во Тексас ги врзува криминалците да ги известат своите жртви 24 часа пред тие да станат жртви, дека тие ќе се жртви. Јас тоа го замислувам вака. Само те вратам да ти кажем дека за 24 часа ќе ти заријам нош у грла. Па да, знаеш ти мене. Комши сме, ти мене оставуваш. Млеко ми оставуваш пред врати тебе, ме знаеш? Може би ќе ти утепам и фамилијата, жена ти, но тоа не е важно, ти си ми главен, тебе. Па да знаеш дека исто така веќе нема да има потреба да ми оставуваш млеко пред вратата, тоа што ти е вишок, пошто нели ќе те убие. Закон во градот Чикаго. Личности кои сакаат да пресојуваат потполно голи пред градската општина, тоа може да го направат само доколку се помали од 17 години. Што? Закон во градот Форт Медисон. Пожарникарите мораат да вежбаат 15 минути пред да тргнат на местото каде што има пожар. Па да некој си одат и на кафе, па потоа пак нека велат зошто да брза. Закон во државата Јужна Дакота. Ако повеќе од 3 индијанци одат заедно по улица, тоа се смета за воен поход, па е дозволено да пукате на нив. Ако два воза се сретнат на исти шини и двајцата немаат право да продолжат, се додека еден од нив не помине. Логика, братче. Закон во Мохава. Оној кој е фатен во кражба на сапун, мора да се мие со него без престан, се дур не го истроши. Ова дури има некоја смисла. Во државата Охајо забрането е да напиете риба. А баш мислев да правам еден фиш парти така, се пијани риби околу мене, а ја си уживам. Закон во Јужна Каролина особено забранува држење, односно поседување на конј во када. Во Тексас е дозволено возење на автомобил без предно ватробранско стакло, доколку тој има брисач. Закон во државата Невада. Оној кој ви го убил кочето, вие слободно можете да го обесите. И да, овој закон е повлечен. Закон во државата Јута. Забрането е да риболовите од конј. Ма добро, ја и онака планирав да риболовам од овца. Забрането е да одите наназад после зајди сонце. Закон во градот Ординанс. Забрането е да ставите хипнотизирана личност на излог во продавница. Закон во градот Облинг. Забрането е да водите љубов за време на лов и риболов на датумот на својата венча. Чекај, што? Закон во Аљаска. Забрането е да турните жив лос од авион. Да бе, секојдневие. Во Џорџија на пилињата им е забрането да поминуваат. Закон донесен во државата Небраска. Лов на китови е најстрого забранет. Драга пријателите од соседната сојузна држава Охајо, кои исто така не излегуваат на море, донеле закон дека ловењето на китови е дозволено само во неа. Во државата Орегон забрането е да свиркате под вода. Не знам од каде е овој закон, но гласи вака. Сите хидранти мора да бидат проверени 1 час пред да се случи несреќа. Односно по Јужна Дакота. Забрането е да легнете и да заспиете во фабрика за сире. Во Вашингтон е забрането да се правите дека имате богати родители. Но да не се држиме само на американците, сега превоѓаме и на законите од другите држави. Во Британија, маж кој има голема потреба да уринира на јавно место, смее тоа да го направи само на задното тркало од својот автомобил, под услов својата десна рака да ја држи на автомобил. Но што ако немате свој автомобил? Комшо! Во Сан Салвадор на пијаните возачи им се изрекува казна од стрелање. Значи доколку преживееш кога возиш пијан, исто ти се фаќа. Во Индонезија мастурбирањето се казнува со отсекување на глава. Само не знам која глава. Пак Британија. Во Британија трудниците имаат право да се олеснат каде сакаат, па дури и во капата на полицаец, доколку културно го прашаат.
Во Франција е забрането на прасиња да им го дадете името Наполеон. Противзаконски е да умрете во парламент. Хрватска. На педофил кој си е силувал ќерката, законски не може да му се изрече поголема казна од 4 години затвор. Тоа беше тоа од мене за денес. На вас доколку ви се допадна видеото, оставете лайк, доколку не ви се допадна дислайк. Исто така во знак на поддршка оставете subscribe, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав!